Големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Традиционално и оваа година беше одбележан во населеното место Лешок. Одбележувањето на празникот започна во вечерните часови на 27 август. Мноштво верници од Тетовско и пошироко, во чест на празникот, беа дојдени да се помолат и да запалат свеќи за здравје. Празникот со години пак наназад исто така е синоним за дружба, весели разговори, музика и вкусна храна. Повозрастната публика можеше да ужива во песните испеани на добро познатиот Лешочки фолк фестивал, додека за помладите беа организирани концерти на познати поп звезди. Празнувањето продолжи вчера во потивка атмосфера со света божествена литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Најголемиот богородичен празник и самиот збор Успение доаѓа од црковност, словенскиот збор би го превеле како заспивање, бидејќи со доаѓањето на Христа и со неговото воскресение, смртта е како заспивање. На овој ден всушност Пресветата Владичица наша Богородица се упокоила. По распнувањето, воскресението и вознесението на Господ Исус Христос, таа ги посетувала сите места, Голгота, Гециманија и сите места во Палестина каде што Господ престојувал и таму се молела. Го посетила Лазар четвородневниот, кој што бил епископ Кипарски, позната е незината посета на Свети Игнатије Богоносец и така натаму, а главната грижа за неја водел Свети Јован Богослов, бидејќи Господ и таков завет му оставил на крстот. Он да се грижи за неја, се грижал до крајот на животот и кога Богородица наполнила нешто повеќе од 60 години, од Архангел Гаврил било известена дека ќе се упокои по 3 дни и било дадено едно гранче палмово во раката, како знак на автентичноста на духовното јавување на Архангелот Гаврил. Таа посакала да ги види апостолите. Апостолите на чудесен начин биле донесени од сите краишта на земјата каде што проповедале, се виделе со неа и таа мирно се упокоила на третиот ден од јавувањето на Архангел Гаврил. Апостол Тома по Божја промисла не бил дојден, задоцнил и по 3 дни посакал да го отворат гробот за да се поклони на телото богородично, да го целива. Кога го отвориле гробот, незиното тело го немало, што значи дека Господ 3 дена после незиното упокајување ја зел Богородица при себе. Незиното тело всушност пред таа била почестена пред сите други луѓе да воскресна. Пред сеопштото воскресение таа да биде земена во воскреснато во Божено тело на небесата и со тело и со душа да стои при Господа и да го моли Бога за нас. Граѓаните пред нашата камера говорат за значењето на овој голем христијански празник. Почесто доаѓам и од други причини што во времето кога пред да биде овој наш велелепен храм срушен, јас имав неколку своји фрески работено, како што имам и во други околина наша села и други општини правено повеќе цркви, така да овој празник е итекако битен и важен за мене, затоа што исто така во село Прелюбиште 2014 година направив една огромна голема фреска Успение на Пресвета Богородица, која нарачаја едни донатори од Детроит, така да врзан сум со Лешок, врзан сум со сите овие настани што се дешаваат тука, така да мислам дека е за секого пожелно добро да го посетува овој велелепен објект што еве постепено почнува да се реновира, да се обновува, да се работи и да се става на услуга, да речеме така, на посетителите. Па јас сум овде од малена, да ви кажем, доста сум помагала и просто нека и решив еднаш ај со госпоđата и ја да излезем да видим како е што е, помладите нека работа. Денеска Пресвета Богородица, мајка на сите мајки, секоја жена треба да почитува, да дојде, цел народ,
Сега дојдов, ама порано многу имали од страна, од цела Македонија можем да речем, да навистина цела Македонија имаше. Ја доста сум прошел по манастириве, али овде сварно, не дека сум ја од ето. Не дека јас сум бил овде многу години, ала и просто нека сум помагал, нека даде Господ секому здравје, лична Богородица мајка нека помогне, мајка на сите мајки. Не можевме због короната, али сега гледам како се бале, еве 9 саат, више многу народ има. И баш јас сум многу задоволен со народта, што да се помогнеме на Богородица мајка, да помогне на сите, па најпосле и нас. За многу години нека ни е празникот. Манастирскиот комплекс во Лишок е најпосетуван за време на празникот, а освен во Лишок, Успенија на Пресвета Богородица се прославува и во црквите во Бризно, Џипчиште и во местноста Ќилија во Теарце.